Се било до перцепцијата. Шефот на дипломатијата не го разбра она што го разбра целата македонска јавност преку пораката на високиот представник на Европската Унија Жозеп Борел, дека можел да ни вети само волја, но не и датум. Според Бујар Османи, Борел не бил човекот од кого требало да очекуваме ветување за Македонија конечно да стане дел од европското семејство. Мислам дека имате погрешна перцепција по однос на очекувањата. Реков и вчера за изјавата на господинот Борел дека господинот Борел не е одговорен за проширување во Европската Унија. И ниту е комесар кој што може да зборува во име на сите земји членки. За да почнат преговорите, сите земји членки треба да дадат зелено светло. А во моментов сме блокирани од Бугарија. Дециден е Османи. Според него, тука Борел не можел да помогне. За шефот на дипломатијата, најважно било да не се газат црвените линии. Но дали овие изјави може да се земат здраво за готово не се знае. Ако имаме предвид дека деновиве во јавноста се појавија сомнежи за разногласија во МНР по однос на преговорите со Бугарија. Македонија повеќе пати го славеше добивањето на датум за почеток на пристапните преговори, но никогаш не го доби. Уште во 2018 година, поранешниот премиер се фалеше дека почнува скрининг процесот за почеток на евроинтегративниот процес. Цврстите уверувања Зоран Заев ги користеше и во предизборните кампањи во 2019-та. Една година подоцна повторно најави дека почнуваме преговори, без никакви пречки. За после сите оптимистички најави, да признае дека требало да го подготви македонскиот народ, дека можеби нема да отпочне првата меѓувладина конференција. Во меѓувреме евроскептицизмот во земјава расте, бидејќи од европските челници веќе не добиваме ниту датум, а се поставува дилемата како од сигурен датум во авионот, кога Заев, Османи и Димитров и соопштија на целата македонска јавност дека сме добиле датум за ЕУ. Дојдовме единствено до волја.